Во селекцијата на Благоја Милевски никогаш нема да помине шминка и глума. Само работници и само работници. Таа репрезентација не ги слави најдобрите, ги слави најборбените и најчесните. Таа репрезентација на почетокот на квалификацијскиот циклус за пласма на Европското првенство се избори за најважната победа. Во гените обележа црта не се плашиме од пораз. И во надпревар од 90 минути таа репрезентација ќе ви ја откорне душата, ќе ви го распарчи срцето и ќе ве третира како најлошиот непријател. Но само минута после завршувањето на надпреварот ќе ви ја дадат и раката, и душата, и срцата, ќе ве почитува ако ја почитувате, ќе ви пружи рака ако сте ја победиле. За денешниот гостин во куќа на фудбалот и не е потребна посебна најава. Селекторот на репрезентацијата на Македонија до 21 година, Благоја Милевски, селекторот кој за прв пат во историјата обезбеди пласма на Европското првенство со целиот тим и со сите играчи од репрезентацијата до 21 година. Ви благодарам што сте гости во куќа на фудбалот. Поздрав до вас и до вашата емисија и ви благодарам на поканата. Селекторе, која е репрезентацијата со најдолгиот временски период без пораз во континуитет? Тоа на вас новинарите оставам што се однесе до тие статистички податоци. Јас се уште ги немам комплетирано и добиено, но мислам дека сето она што го направивме во прошлите квалификации за Европското првенство е една серија која е добре дојдена на овие наши простори и се надевам дека ќе трае и понатака. Мислев дека одговорот ќе биде во една реченица. Македонската репрезентација до 21 година. Која е првата македонска селекција со 4-1 подруго победи? Па мислам у 21. Која е македонската репрезентација со најмалку примени голови во еден квалификацијски циклус? Не знам се уште. Македонската репрезентација до 21 година. Која е македонската репрезентација со најдолга серија на победи? Мислам у 21. Која е селекцијата со најмногу освоени бодови во еден квалификацијски циклус? Тоа знам сигурно дека е у 21. Која е репрезентацијата со најмногу освоени бодови на гостински терен? Не сум сигурен се уште. Освоивте 10 во квалификацијскиот циклус за Европското првенство во Полска. Тоа е селекцијата до 21 година. Да, знам дека бевме најуспешна селекција на гостински терен во нашата група. Тоа сум сигурен, да. Кој е голманот со најмногу настапи без примен гол во еден квалификацијски циклус? Ако сте на квиз и ако одговорате на ваков начин, мислам дека нема да поминете во вториот круг. Пак ќе бидам задоволен со ова што го имам во првиот. Вие бевте задоволен со квалификацијскиот циклус кој што Македонија го одигра. Вие сте селекторот кој што има најмногу победи во еден квалификацијски циклус. Соборивте многу статистички рекорди. Битна ви е статистиката? Не секогаш. Ве прашувам за како вас, како лично, како тренер, како селектор. Па, мерило за еден тренер се секогаш резултатите и секако дека ми е битна таа статистика на крајот од еден циклус, на крајот од една работа со одредена група, тоест таргет група. Задоволен сте од скорот фудбалери. 15 надпревари на клупата на македонската репрезентација, 9 победи, 5 нерешени надпревари, само еден пораз? Во моментот да, Го паметите последниот пораз? од Исланд на гостински терен. Единствениот. Единствениот, да. Дај Боже така да остане и по крајот на Европското првенство. Да, Селекторе, на кој начин сакате сега да ве ославуваат? Низ медиумите прочитавме Сер Боби, господин Милевски. доволно е само Боби или Благој, како и да е. Благоја Милевски, ја направивте работата за која што многумина сонуваа во македонскиот фудбал, иако речи си тивко влеговте во Фудбалската федерација на Македонија, ако се иземе против кандидатот Гоце Седловски за клупата на македонската репрезентација до 21 година, но никогаш не создававте галама. Работевте тивко, резултатите стигнаа, не ја наведнавте главата и кога убедливо загубивме од Исланд. Каде се случи пресвртот за да го остварите овој толку посакуван резултат не само за вас, туку и за целата фудбалска јавност? Па мислам дека беа и други кандидати, мислам дека вкупно бевме 5, али без разлика на сето. Се сеќавам и на Живица Тасовски. Да.
што се однесува до моментот кој како прекретница во оваа наша работа, ќе кажам, значи македонска не се издвојам тука како единка, секако дека голема заслуга имаат и мојот стручен штаб, највише играчите и сите оние што ги селектирале во претходните генерации, у 15, у 17, а секако дека и нивните родители највеќе тука, нели? И мислам дека тој натпревар со Исланд, иако го загубивме 3-0, пак ќе кажам, повеќе пати сум го кажал и пак ќе повторам дека ќе ми беше многу тешко ако не ја остваривме нашата цел, само заради тие 12 лоши минути, лоши не толку фудбалски, него на психолошки план, во кој имавме една дупка што се јави во нашите глави и заради тие 12 минути не се пласираме на Европско првенство, ќе беше стварно за мене како тренер многу болно, но за среќа на нас, за среќа на целата, се надевам на целата македонска фудбалска јавност и пошироко, на оние граѓани на Македонија кои не се вклучени и активно во спортот. Мислам дека пласманот на Европското првенство е тотално целосно заслужен и пресудот беше во нашиот период на следниот надпревар после Исланд. Тоа значи дека порадо ги анализирате надпреварите кои што сте ги загубиле? Или по-посветено делувате на надпреварите кои што ги добивате? Значи никогаш може да посведочат и репрезентативците дека многу ретко се навраќам на тоа што поминало. Многу ретко се навраќам на посебно на успешните епизоди. Но на тој надпревар на Исланд се навратив многу пати, затоа што некој кога ќе ве надигра фудбалски, може само да му пожите рака, барем јас така гледам на тоа, после надпреварот, но некој кога не е ни фудбалски надмокен, нити во ниеден фудбалски сегмент од фудбалската игра не е подобар од вас, а да го загубите надпреварот од 3-0, тоа боли. Како што има болеше после вториот надпревар на домашен терен со Исланд, 0-0 кој заврши, и ќе беше стварно болно за мене како тренер да Исланд се пласира. Франција ако се пласираш немаше да ме боли толку, затоа што се работи за репрезентација составена од врвни фудбалери и немаше да ми биде криво ако патува на Европското првенство на место Македонија. Ама не надигра на два надпревари, иако Тоа е веќе друга, да. беше точно. реми. Тоа е веќе друга тема на разговор. Или не надигра? Па, според случувањето на теренот и она што се случуваше и на првиот надпревар тука на домашен терен и на вториот на гостински, мислам дека и на првиот и на вториот бевме во водство. Случувањето на теренот укажува на тоа дека во ниеден сегмент не сме полоши од нив, напротив, бевме во најмала рака рамноправен противник и на двата надпревари. Не само резултатите, тоа што успеавте да ги кренете од нулта точка, играчите од типот на Давид Бабунски, Ѓоко Зајков, па и Виктор Ангелов. Играчите кои во своите клубови имаат мала или никаква минутажа, велате уште една потврда за тренерските квалитети на Благој Емилевски. Им всадивте нешто посебно на тие играчи за да се кренат во репрезентацијата или ги третирате на сосема друг начин? На почетокот на квалификациите за Европското првенство, сите, вклучувајќи ги и Давид, и Виктор, и Ѓоко Зајков, беа на одреден начин, не на одреден начин, него беа стандардни и со доволна минутажа во своите клубови. И Давид играше за Барселона, беа во тој период. Сега во текот на овие квалификации што поради сплет на околности не само они тројца, него и повеќето од репрезентативците кои беа стандардни во првите 11 во составот на U21, го загубија свој статус на првотимец во своите клубови, но тоа не им представуваше пречка да
го даваат максимумот секогаш и да бидат на нивото од тоа на ниво што се бараше од нив и кој беше потребно да бидеме успешни во овие квалификации. Мислам дека работата на мене и на мојот стручен штаб како во глобала, значи не поединечно, беше отклонување на тој менталитет наш кој уште пред да започне надпреварот ние веќе бевме во мислите како да не го загубиме надпреварот или да ако е можно да се загуби со што помалку голови разлика. Мислам дека тој беше проблем на место број 1 детектиран од нас како стручен штаб пред да почнеме со овие квалификации. И мислам дека тоа го подобривме и го подигнавме на многу повисоко. Тргнувате од претпоставката дека сме одиграле десетина квалификацијски циклуси. Најголемиот број бодови кои што сме ги освоиле во еден циклус е во далечната 1994-та, првата генерација на фудбалери до 21 година. Тоа е за пласман на Европското првенство 96-та година, кога селектор беше славниот Јово Никушев. Освоивме 12 бодови во тој квалификацијски циклус, најмногу досега. Сме биле во ситуација кога во еден циклус сме освојували само еден бод, без победа, со само еден нерешен резултат. Веројатно, на таа губитничка серија мислете и на тој менталитет кој што вели да излеземе, ама да не загубиме од Франција со 3-4 разлика. Мисля дека не беше показател само тој циклус, него и воопшто во македонскиот фудбал со години наназад. Мислам дека тоа ни фали воопшто како популација и како народ. Нас да многу поголема верба во себе, многу поголема верба во својот талент и потенцијал. А како го наметнувате тоа кога на собир сте нецели 2-3 дена пред надпревар? Тоа е веќе тајна на занаетот и делот од пред се од карактерот и занаетот. Ама безусловно го следеа тоа играчите кои што вие ги селектирате. Тој што имаше намера да остане во U21 го следеше. Тој што немаше намера не е со нас. Така ќе се однесувате и пред европското во јуни во Полска. Македонија е во третиот барабан, заедно со репрезентациите на Италија, Шведска, Чешка, Србија и Словачка, значи во последниот. Противниците ќе ги бараме во имињата на Англија, Шпанија, Данска, Германија, Португалија, домакинот Полска. Имате желба за еден противник од групата која што би сакал да го добиете? Па, вие сами ги спомнавте имињата на учесниците на Европското првенство и мислам дека самиот тој факт дека има тука и со 4 со 5 титули во европски репстации и сите што се учеснички на овој собир, квалитетот нивни покажува доволно дека се работи за репстации со врвен квалитет и во моментов најдоброто во Европа. Ама ако ги прашаме предводниците на тие репрезентации, на тие 11 преостанати, единствената желба на сите од нив веројатно ќе им биде да ја сакам Македонија да ми биде во групата. Тоа е нивна работа. Имате желба вие кој противник би сакале да го добиете од првата група, Германија, Полска и Португалија? Немам, знам дека кој да ни се падне во групата, момците ќе истрчаат како и до сега без респект кон никого. Па ќе видиме докај ќе стигнеме. Англија, Шпанија и Данска, тие се репрезентации кои што се во вториот шешир. Па носители на трите групи ќе бидат домакинот Полска, Германија и Португалија. Во вториот, како што кажате, Англија, Шпанија и Данска. Па ќе кажам кој да ни се падне, против секого мора да дадете и повеќе од максимумот и повеќе од своите можности ако сакате да дојдете до позитивен резултат. Како воопшто и на сите квалификацијски надпревари до сега. Енис Барди, Дарко Велковски, да не се повредеше Игор Алексовски, ќе игра и против А репрезентацијата на Шпанија. Нивната желба била да ја добијат селекцијата која што е
надежна, ама не е најсилна од Шпанија? Не знам кои се нивните желби, не сум разговарал со нив околу тоа. И мислам дека една Шпанија кога стигна да игра бараш за учество на Европско првенство, самиот тој факт сам по себе зборува за каков квалитет на репстации се работи. Прашањето ми беше ако можеа да се надигруваат со најдобрите шпанци, тогаш би ја посакувале помладата Шпанија. Дали би ја посакували или не, тоа е друга тема за разговор, а сега дали се младите шпанци на исто ниво како постарите, тоа е веќе друга пак тема на разговор, но секој си има свој квалитет. Пак ќе кажам, чим е учесник на едно европско првенство, самиот факт по себе значи дека можеш да поседуваш квалитет на највисоко ниво. Кога веќе го спомнавме надпреварот на македонската репрезентација со Шпанија и настапот на Енис Барди и Дарко Велковски, можеби клучните алки во играта на вашата репрезентација, на репрезентацијата до 21 година. Задоволни сте од настапите на Барди и на Велковски против Шпанија во Гранада? Да, без разлика на автоголот што си го постигна Дарко, мислам дека сето останато беше окей. За Енис Барди одработи максимално според тоа што го видовме, значи не знаеме што бара селекторот од него, но со тоа што го видов, мислам дека е сосем окей. Радо прифаќате дел од тие деца, од таа генерација која што треба да игра во Полска, да биде вклучена и во циклусот на најдобрата репрезентација. Сега играме надпревар против Лихтенштейн во март, кој мора да се добие за да се освојат првите бодови, за да се подигне и самодовербата и моралот во најдобрата екипа. Прво тие не се деца, има 21-22 години. На Европско првенство некој ќе напуни 23, така да тие се веќе зрели и ко личности и ко фудбалери, својот талент и потенцијал го покажа и својата зрелост низ овие квалификации и што се однесо до и на тој надпревар со Шпанија покажа дека се зрели за највисоко ниво да настапуваат и за репстацијата. Ова ве прашувам од причина што и во јавноста постојано се провлекува прашањето апропо лошите резултати на репрезентацијата во последните неколку месеци, па и години. Ајде сега сите играчи од селекцијата на Благоја Милевски во репрезентацијата, па што биде? Тоа е лаички кажано или така треба да биде? Значи секој има право на свое размислување. Вашето ме интересира, вашето мислење за ова прашање. Јас го кажав многу пати и пак ќе повторам дека сите репрезентативци на U21 покажа дека имаат талент и потенцијал да бидат раме за раме со најдобрите во моментот во Европа и најнадежните, најталентираните, тука мислам на Франција. И со самиот тој факт мислам дека се кадарни да бидат и во репрезентацијата. Се плашите од играчите кои доправа треба да дојдат во селекцијата која што сега ја предводите? Организиравте два селективни надпревари, селективен камп во Охрид, игравте против Победа и против Ренова, два надпревари кои завршија 2-2 со генерација 96-97, фудбалери родени таа година. Мислите дека има доволно квалитет, енергија, сила, мотив, психолошка стабилност да влезат, затоа што сега тешко се влегува во вашата селекција, треба да се исполнат одредени критериуми и да се носат со времето, со бремето кое што го оставили играчите кои што ќе играат сега на Европското првенство. Значи да, ние имавме прв селективен камп со 96-97, значи генерацијата на играчи кои се родени 96-та година и помлади, кои ќе бидат носители на нивната возраст во следните квалификации. Тоа не беше наш прв собир, значи направивме пред тие два надпревари, имавме два тренинга само и да, резултатите се тие што ги кажате, 2-2 и со Ренова и со Победа, иако и на двата водевме на првиот 2-0 на полвремето, на вториот 2-1. Сите добија по 45 минути минутажа за да докажат со што располагаат како потенцијал и
во однос на тоа дека бевме само Ако барате оправдување зошто беше 2-2, ние не го бараме сега. нема оправдување затоа што сакам да се надоврзам дека Свативме дека сте направиле 9 замени во второто полувреме. дека кога играте, не случајно закажав на селективен камп надпревари со клубови, поготоа што се работи за Ренова кој според мене игра еден клуб кој игра можда и недопадлив фудбал во нашата држава и екипата на Победа која е сосема друг тип на екипа од Ренова, значи многу поагресивна, многу по физички јака би кажал. И на двата надпревари не само што бевме конкурентни и ми беше поентата да видат дека и со потешкиот дел на нивната работа сега на овој селективен камп можат да се справат. Тоа значи дека имаат потенцијал, имаат квалитет да се носат со клубови кои е многу потешко да играте со клуб него со репстација. Од друга страна им посочив дека значи тоа што прошлата U21, значи генерација што оствари пласма на Европското првенство, не треба, ама ни во еден момент да се поистоветува со нив, затоа што ова е сосема друга генерација, сосема нова работа, и на нив е самите дали ќе се наметнат и ќе останат во репстацијата до 20. Во статистиката која што ја споменав на почетокот од овој разговор, не влегуваат во нерешените резултати двата надпревари против Победа и Ренова. Имате 5 нерешени надпревари без надпреварите од селективниот камп, да не ме сватите и вие погрешно. Па не сте ги спомнале ни прошто селективен камп кој имавме 3 победи и една нерешена, така да не влагат во статистика. Мада статистиката, пак ќе ви кажам, не ми е мерило на мојата работа, но на официјалните надпревари тоа е неизбежен дел. Македонската репрезентација до 21 година има 23.283 поени во рейтингот на УЕФА. Само колку за илустрација, најдобриот тим, германскиот, има 39.000. Ние сме дури 8.000 поени зад Словачка, која што е пред нас на оваа табела на УЕФА. Тоа е само статистика. Точно. Само статистички податок, кој ако се водевме според статистичкиот податок, ние ќе се откажевме пред да почнеме со квалификациите Бевме на 41-то место за Европското првенство во пред Полска. почетокот на квалификациите. Точно така, од петиот Шешир. Но оставивме репстации зад нас кои доаѓа и од првиот Шешир. Овие играчи кои што го обезбедија настапот на Европското првенство, тоа е тоа. Нема мрдање од тимот кој што го донел резултатот или ќе има прилика за освежување во екипата, па макар и на Европското првенство. Секој онеш кој, пак ќе повторам, низ игрите за своите клубови, ќе се наметнат. Никогаш вратата на U21 не е затворена, поготоа што не очекува систем на надпревари на самото Европско првенство, е турнирски систем, нели, во кој за 7 до 8 дена треба да одиграме 3 надпревари во групната фаза. Значи ќе ни требаат играчи кои ќе бидат максимално физички подготвени. Од друга страна, значи дека треба да бидат во максимално добра надпреварачка форма. Зошто го откажавте контролниот надпревар со репрезентацијата на Полска? Затоа што не видов разлог и поента да играме со Полска, да воиграваме нешто кога нема да настапиме со тој тим. Као што знаете дека 8 играчи беа повикани за репстација и не видов ни еден разлог за да го одиграме тој надпревар. Многу по конструктивен и многу повеќе показатели собрав на селективниот камп што го одржавме во Охрид. Ќе имаме силни тест надпревари до Европското првенство со генерацијата која што ќе настапи на континенталниот шампионат? Па не многу, затоа што квалитетот и потенцијалот на играчите ми е добро познат. Екипата е горе-доле таа, дај Боже само да бидат сите здрави и способни за настап на Европското првенство и мислам дека не ни требаат многу надпревари за воиграње.
Дали Благоја Милевски со пласманот на големото надпреварување ги оствари своите фудбалски соништа? Не. А им даде дополнителна причина за кајање на луѓето кои што толку лесно се откажаа од Благоја Милевски пред 3-4 сезони, кога и покрај тоа што најде на подценување во нашиот најтрофеен колектив, сепак собра сила да му донесе и шампионска титула, а подоцна пак да му ја затворат вратата? Тоа најверојатно ќе треба да го поставите прашање на друго место, не на мене. Мислам дека тоа прашање не е за мене, али не сум се осетил барем за мојот престој, за време на мојот престој во ФК Вардар, никош не сум се осетил подценет, напротив, сум имал секојаш добра соработка, само мислам дека сплет на околности дојде до тоа што се случи. Не ликувате на резултатите на Вардар во последните 2 сезони, па дури и кога не се најдобри? Значи, без разлика кој е моментално во Вардар, јас клубот си го сакам и секојаш ќе го сакам. Сум поминал убави време и како играч и како тренер. Нели со освоената и титула и суперкупот и не гледам ни една причина да ликувам за некој неуспех не на ФК Вардар, него на било кој македонски клуб, пред се затоа што Вардар е окей, има добри резултати, одлични во домашното првенство. За резултати во Европа тоа е веќе друга тема на разговори, дека мислам дека треба да помине малку подолго време за да бидеме успешни на тоа поле. Сега сте на цена. Дефинитивно сте фудбалскиот лиг број 1 во нашиот фудбал. Ви стигнала понуда за работа на друго место? Сите мои планови што се однесува за мојата фудбалска днина се насочени кон престојното европско првенство. Се останато што ќе следи после тоа, значи после 1 јули 2017, тоа е веќе друга тема за. Тој одговорот кој што го добива тие кои што ќе ви се јават и ќе ви кажат: почитуван господине Милевски, ја цениме вашата работа, Точно. сакаме да разговараме, да ви понудиме соработка. Таков да одговор ќе добиете. А не добиле веќе? Или немало јавување? Може би и добиле. Ама цената на Благоја Милевски, доколку не направи резултат на европското првенство, може би и нема да биде веќе таа, нема да биде истата. Без разлика на се, Благоја Милевски е професионалец во својата работа и сето она што следува како подготовка за европското првенство ќе го испочитуваме максимално професионално. Рековте дека своите соништа не сте ги оствариле до крај, фудбалски соништа, ама веројатно го знаете најубавиот, најголемиот. Значи, се уште многу емоции се во мене што се однесува до пласманот на европско првенство. Мислам дека за еден тренер нема нешто поголемо него да осети со својата репутација, со својата држава да се пласира на едно вакво европско или светско првенство и тој филинг или чувство што ни го донесува овие момци, не само на мене, и на целата македонска јавност, мислам дека уште долго ќе биде присутно во мене и мислам дека тоа ќе ми биде само еден мотив повеќе да продолжам и со овој начин на работа и сето она наредно што ни следи да ни биде како мотив што ќе не влече напред. А мислам дека веќе конечно го остваривте својот филмски хепи енд. За хепи енд ни треба една европска или светска титула. А сето останато е само добри моменти, како што се овие, се надевам дека ќе ги имаме многу повеќе и во иднина, нема да чекаме уште 20 и кусур години за да се случи наредниот пласман на едно европско или светско првенство, но дека тоа ќе ни биде една, ајде да кажам, секојдневна ситуација да се најдеме во такво нешто, да бидеме учесници на европско или светско првенство без разлика дали со млади категории или со А. Многу мина веројатно по гостувањата во телевизиите, а рака на срце ги имаше многу во изминатиот месец. Не ве прашаа за настапите на македонската А репрезентација. Се плашат луѓето да ве прашат за екипа која што во даден момент нема резултати, а има игра? Или вие не сакате да зборувате на
таа тема од проста причина што се почитувате и имате одлична соработка со селекторот на репрезентацијата Игор Ангеловски. Па мислам дека сите прашања што се поврзани со селекцијата, мислам дека не се испратени на адекватна адреса, значи тоа е до мојот колега кој ја го почитам и како колега и како човек, така да не гледам. Ама вие како тренер, како селектор, можеби е добро да дадете свое мислење за тактиката, за поставеноста, за изборот на играчите. Сите ние си имаме своја филозофија на фудбалската игра, сите ние би реагирале на еден или на поинаков начин во дадени ситуации. Па ќе кажам, сето тоа е релативно и... Делувате подготвено на ова прашање. Го очекувавте? Од вас? Да. Секогаш. Како ја оценувате играта на македонската репрезентација против Гранада во Шпанија? Задоволен сум од играта на Велковски и на Барти. Тоа се двајца од 11 кои што го започнаа на преорот. Зашто за кои сум мислам дека сум адекватен да дадам своје мислење за останатите и мислам дека сите го дадоа својот максимум за да остварат позитивен резултат. Ама Тиери Анри, кога ќе го прашаат на спортска емисија за играта на Франција, во детали влегува и за поставеноста на играчите, и за тактичките замисли на Дидие Дешамп, и за нападите и одбраната на неговата репрезентација. Кога би бил јас точен коментатор, а не селектор на У21, можда би бил јас така. Не заслуживме 0 бодови во овие квалификации? Не. Селекторе, ви благодарам што одвоивте време да бидете гости во Куќе на фудбалот. Јас се надевам дека на фудбалски квизови нема да учествувате, бидејќи прашањата 3 од 10, а вие со 30% успешност не сте задоволни. Намерата ми е да продолжам со тренерската работа и понатака, а не да учествувам на фудбалски квизови. Ама ако ги повторам сега статистичките податоци кои што ги кажав на почетокот на емисијата, ќе ги знаете. Истите одговори ќе ги добиете и сега. Благој Емилевски е прв македонски селектор кој во 8 надпревари на домашен терен нема ниту еден пораз. Знаете колку имате од 8 надпревари? Колку победи, колку нерешени? На домашен? Не знам. Убедливо најдобрата серија на домашен терен, 6 победи, 2 нерешени резултати. Игор Алексовски е без примен гол повеќе од 330 минути. Тоа се податоци кои што ниту еден тим во македонската историја досега ги нема направено. Ви благодарам што успеавте да го кренете нивото на македонскиот фудбал на извонредно високо ниво, што барем не направивте среќни како јавност, како држава, макар за една вечер, иако тоа траеше низ целиот квалификацијски циклус, ама повеќе од тие 25.000 луѓе кои дојдоа таа вечер против Шкотска и не знаеа дека ова е денот кога треба да се поддржи македонската репрезентација, можеби не веруваат до крај во таа репрезентација, ама на крајот не сплотивте и ви благодарам што ни го направивте фудбалскиот живот многу поубав. Се надеваме дека така ќе биде и на Европското првенство во Полска. Ако јас бирам на надпреварот кој што Македонија ќе го одигра во Полска, прв посакувам тоа да биде Шпанија. Тоа е ваша желба. Ја можем да ја почитам само, но би сакал да напомнам дека би бил најсреќниот човек на светот ако овие моменти во иднина ги имаме многу повеќе, да не се задржиме на овој единствен што не се случуваше во изминатиот период на цела македонска јавност и мислам дека би ве замолил овие статистички податоци да ми ги извадите за крај на емисијата. Најуспешниот селектор во историјата на македонскиот фудбал, Благој Емилевски, беше гостин во Куќе на фудбалот. Сега го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од 15-тото коло во првата лига, 12-тиот круг се играше во втората лигашка конкуренција. Петнаесеттото коло се играше во првата македонска фудбалска лига. Пелистер Шкупи 2-0, Рено Василекс 2-2, Работнички Вардар 3-0, Македонија Шкендија 0-4 и Брегалница победа 2-3. Продолжува победничката серија на Пелистер под водство на Начи Шенсои.
Супер серија на Пелистер во Битола, четата на тренерот Начи Шенсои успеа во четвртиот меч во низа да запише победа, да ја добие петтата победа во шестиот меч. Пелистер е на третото место на табелата со 5 бодови предност во однос на Работнички, место кое што му гарантира настап во европските купови. Мечот започна офанзивно, две шанси имаа фудбалерите на Пелистер кои што не ги искористија до 7-та минута, а ова е моментот кога Тошевски центрираше пред гостинскиот гол. Тука се обидуваа и Трифуновски и Лјамчевски, но Лукас ја погоди мрежата на гостинскиот голман Суат Зендели за 1-0 водство на Пелистер против Ренова под Тумбекафе во Битола. Рано го отворија надпреварот фудбалерите на Начи Шенсои. Се беше полесно во продолжението за домашниот тим и запиша многу важни 3 бода од надпреварот против Ренова. Ова е моментот од 80-та минута, кога беше постигнат вториот погодок по акцијата на Лукас. Од втор план се придодаде Божиновски и стрелаше за 2-0, конечен печат на победата на Пелистер против Ренова на свој терен од 2-0. На градскиот стадион во Тетово, Ренова и Силекс одиграа надпревар без победник, но многу возбудлив, со 4 погодоци, по 2 во мрежата на Хаджо и на Вујанац, 2-2, на крајот по 1 бод за двете екипи. Силекс е тимот кој може да жали за загубените 2 бода, затоа што примија погодок во последната минута од пенал, водеа со 1-0 и со 2-1, но цврстата екипа на Ренова се враќаше во игра, на крајот по 1 бод за двете екипи. Првиот погодок беше постигнат во 12-та минута, ја видовме грешката на Муслиу во обид да го проигра Мишковски. Неговото додавање го пресече Глигоров, кој влезе во 16-тникот и успеа да го совлада Хаджо. 12-та минута, Силекс води на градскиот стадион во Тетово против Ренова со 1-0. Тоа беше резултат од првото полувреме, иако поофанзивен беше тимот на Ренова, ја бркаше предноста на Силекс. Ова е обидот и прекрасниот погодок во 65-та минута на Рамадани за израмнување на 1-1 со ножички. Го постигна еден од најубавите голови во ова првенствено коло, 65-та минута 1-1. Силекс одново се врати во водство во 76-та минута. Убав погодок од голема далечина, еврогол на Кристијан Филиповски, можеби преку 35 метри. Немокен Хаджо, голманот на Ренова за 2-1, нова предност за кратовчани, но во 90-та минута досудена најстрога казна за екипата на Ренова, старт на Мавро во казнетиот простор. Мечкаровски досуди пенал за Ренова, а Фисних Нухи беше стрелец на најстрогата казна, обезбеди 1 бод за Ренова од надпреварот со Силекс. Еве го погодокот од пенал во 92-та минута на Фисник Нухи за израмнување на резултатот Ренова Силекс 2-2. Градското дерби се играше во Скопје, Работнички, шампионот од 2014 година против актуелниот првак Вардар. На изненадување на многумина, убедлива победа на Работнички 3-0. По 2 години и 7 месеци Работнички успеа да слави во меѓусебна пресметка против Вардар. Немаше свој ден голманот на Вардар, Филип Гачевски, еве неговата аматерска грешка во 33-та минута, ја испушти топката. Суат Сахити беше на вистинско место и му донесе предност на Работничкиот 1-0. Голема грешка на Филип Гачевски, не успеа ниту Лјамчевски да расчисти пред голот на Вардар. Суат Сахити погоди за 1-0 во 33-та минута. Вардар во првото полувреме немаше шанса, а Работнички во 86-та минута ја удвои предноста со погодокот на Филип Дурански. Одбиена топка од голманот на Вардар. Ерера се обиде да погоди од далечина.
И во 92-та минута пенал за Работнички. Гачевски го фаулираше Филип Дурански, Александар Ставрев покажа на белата точка. Сигурен реализатор беше Филип Ивановски за голема победа на Работнички против Вардар. Прв пораз на Вардар оваа сезона. Сега се на само 4 бода предност во однос на големиот конкурент за титулата, екипата на Шкендија. Ја прекина лошата низа, 3 надпревари немаше победа тимот на Виктор Треневски. Македонија Ѓорче Петров Шкендија 0-4, полувреме 0-2, рутинска победа за големиот фаворит тимот на Шкендија против младиот состав на Македонија Ѓорче Петров. Во 15-тата и во 23-тата минута беа постигнати головите во првото полувреме. Ибраими во 15-тата минута се најде во 16-тникот и од многу тешка позиција успеа да го совлада домашниот голман Кандикјан. Еве го моментот кога прецизно стрелаше Бесарт Ибраими, негов 7-ми погодок оваа сезона, најдобриот стрелец на Шкендија и оваа сезона е Бесарт Ибраими. По 23 минути веќе беше 2-0, ќе видиме асистенцијата на Жуниор кој едноставно како на тацна го послужи Ферхан Хасани кој го удвои водството. Ова е моментот пред постигнувањето на вториот погодок за Шкендија. Шанса за Македонија Ѓорче Петров која што остана неискористена. Ова е додавањето прецизно на Жуниор до Ферхан Хасани кој погоди за 2-0, не му беше претешко од 3 метри да погоди Ферхан Хасани, македонскиот репрезентативец, за 2-0. Тоа беше резултат на полувремето. Во 60-та минута по 1 час беше постигнат третиот погодок. Хасани нафрли од корнер. Артим Положани најдобро се снајде во 16-тникот на Македонија Ѓорче Петров и дефанзивецот го постигна својот прв погодок оваа сезона за 3-0, голема убедлива предност за Шкендија. Четвртиот погодок, последниот на надпреварот на стадионот во Ѓорче Петров, беше постигнат во 76-та минута. Долга топка од Имери до Хасани. Очи во очи Ферхан Хасани со Кандикјан и следуваше реализација за 4-0. Втор погодок на надпреварот за Ферхан Хасани, капитенот на Шкендија, расположен за погодоци на неделното попладне во Ѓорче Петров. Конечен резултат Македонија Ѓорче Петров Шкендија 0-4. За прв пат Брегалница сезонова беше домакин на свој терен. Играше надпревар во Штип на новиот терен, поставен од Фудбалската федерација на Македонија, но тоа не им донесе среќа на штипјани. Победа славеше против Брегалница со 3-2 во надпревар кој што изобилуваше со добри моменти фудбалски, со многу голови, но 4000-ната публика во Штип на крајот немаше причина да се радува на резултат, бидејќи победа ги освои сите 3 бода од гостувањето во Штип. Шарковски во 18-тата минута упати одличен удар кон голот на Брегалница. Кобетич, голманот на домашниот тим, беше немокен да интервенира за 1-0. Во второто полувреме Брегалница ја врати неизвестноста по оваа грешка на голманот на победа Манчевски. Сакаше да дрибла голманот на гостите. Муратовиќ му ја одзеде топката, беше внимателен, присебен и му донесе израмнување на својот тим. Но само што тргнаа од центарот, прилепчани одново се враќаат во водство. Илиевски од левата страна ја уфрли топката, каде што Шарковски беше најприсебен и му донесе нова предност на тимот на победа. 55-та минута, 2-1. Се беше јасно во 72-та минута. Мегленски изведе слободен удар, а пред голот на Брегалница најдобро се снајде искусниот Благоја Гешовски, кој ја смести во мрежата на Кобетич за 3-1, водство на прилепска победа против Брегалница. Домашниот тим
единствено успеа да го намали резултатот со погодокот на Илиев во 86-та минута. Постигна убав, ефектен погодок. Еве го. 86-та минута. Овој пат Манчевски беше немокен, но Брегалница немаше сила за изравнување на резултатот. На крајот сите 3 бода на контото на Прилепска победа, значаен триумф на Прилепчани во Штип против Брегалница од 3-2. Изгледот на табелата по 15 кола, Вардар е прв сега со 4 бода предност пред Шкендија, Пелистер е на третото место со 28, следуваат Работнички и Ренова на четвртата и петата позиција, Силекс е шести со 19, на седмото место Шкупи со 15, од 8 до 10 место победа Македонија Ѓорче Петров и Брегалница со само 8 освоени бодови. Дванаесеттиот круг беше на програмата во втората македонска фудбалска лига. Академија Пандев Љубанци 7-0, Вардар Неготино Евромилк без голови, Скопје Металург 2-1, Новаци Хоризонт Турново 0-4 и Тетекс Велазерими 1-0. Лидерот на табелата Академија Пандев со 7 гола го декласираше последно пласираниот тим на Љубанци Кавадарци, но во главна улога беше Зоран Балдовалиев кој постигна 4 погодоци од 7-те за Академија Пандев. Веќе по 20 минути беше 3-0 водството за Академија Пандев. Хет-трик по 20 минути комплетираше Зоран Балдовалиев. Во 9-та минута го постигна својот прв погодок. Првите 2 гола беа на асистенција на Дориев. Ова е првиот од 9-та минута. По само 120 секунди во 11-та минута Дориев одново асистира за Зоран Балдовалиев кој го постигна вториот погодок за 2-0. Во 20-та минута Балдовалиев го постигна својот трет погодок за хет-трик. По 12 надпревари Балдовалиев има 12 погодоци во просек гол по надпревар. Еве 20-та минута и третиот погодок за Зоран Балдовалиев за убедлива предност на Академија Пандев од 3-0 против Љубанци. Останатите 4 погодоци беа постигнати во второто полувреме. Кочовски, Начевски во 58-та и во 61-та минута стрела за 4-0 и за 5-0. Во 73-та минута Балдовалиев го постигна својот четврти погодок, а конечниот резултат го постигна Мишов со гол во 81-та минута. Ова е моментот кога Академија Пандев зголемува и на 4-0. Погодокот на Кочовски. По само 2 минути Начевски прецизен за 5-0 водство на Академија Пандев. Еве го тој момент и големата грешка на дефанзивците на Љубанци Кавадарци. Балдовалиев во 73-та минута стрела за 6-0. Едноставно ја искина мрежата на противникот Зоран Балдовалиев. 73-та минута 6-0. Маките на гостинскиот тим продолжија и во 80-та минута кога Мишов го постигна седмиот гол во мрежата на Гелов, голманот на Љубанци Кавадарци. На крајот тоа беше и конечен резултат. Лото победа за Академија Пандев против Кавадарци 7-0. Вардар Неготино и Евромилк одигра реми без голови. Надпревар
без вистински шанси, без вистински прилики, без многу енергија. Бод кој што според прикажаната игра не го заслужија ниту Вардар, ниту Евромилк. Едноставно здодевен надпревар во Неготино, без погодоци. Евромилк може би влезе како фаворит на овој надпревар со оглед на тоа дека се бори за позиции во горниот дел од табелата, но не успеа да го совлада тимот на Вардар Неготино. Железарница е сино-бела. Во градското дерби Скопје го совлада тимот на Металург со 2-1, иако на полувреме водеше тимот на Металург со 1-0. Младите фудбалери на Металург стигнаа до предност од 1-0 со голот на Димитар Иванов, комбинација на Теодор Фидановски и Димитар Иванов за 1-0. Тоа беше уште во втората минута, а во второто полувреме, целосен пресврт, Скопје успеа да израмни со голот на Ужевски во 58-та минута при едно нафрлување од позиција скратен корнер. Филип Илич лошо реагираше, имаше лоша проценка на топката за 1-1, а во 67-та минута по една мешаница во 16-етникот Деснич успеа да постигне погодок за 2-1 со головите на Ужевски и Деснич. 3 бода за Скопје против Металург на стадионот Железарница. Значајни 3 бода за тимот на Скопје. Хоризонт убедливо го совлада тимот на Новаци со 4-0 на гостински терен. Иако не беше јасен фаворит пред почетокот на надпреварот, тимот на Хоризонт убедливо славеше против Новаци. На полувреме постигнаа 2 гола. Фудбалерите на Хоризонт Турново, 35-та минута, Крстовски 1-0. Истиот фудбалер Марио Крстовски го постигна и вториот погодок за Хоризонт Турново во 40-та минута за удвојување на предноста 2-0. Во 48-та минута, само по 3 минути од продолжението, Трајче Ефремов го постигна третиот погодок за Хоризонт Турново и за убедлива предност. Веќе беше јасно дека домашниот тим не може да се врати по негатива од 3 гола. Еве го овој убав погодок на Трајче Ефремов во 48-та минута. Никола Божинов со гол во 68-та минута ги постави конечните. Новаци Хоризонт Турново 0-4. Значајна голема победа за младиот тим на Хоризонт Турново против Новаци на тешкото гостување во Битола. Еве го четвртиот погодок на Никола Божинов, 68 минута за конечни. Новаци Хоризонт Турново 0-4. На теренот со вештачка трева во Тетово, Тетекс го совлада тимот на Велас Рими со 1-0 со гол постигнат од пенал во 80-та минута. Гол за големи 3 бода и за победа на Тетекс над фаворизираниот Велас Рими. Динамична борбена игра, на моменти многу остро на теренот во Тетово. Тетекс направи мало изненадување со триумфот над Велас Рими. Ова е моментот кога беше досуден пенал за Тетекс. Се играше 73-та минута, кога Игор Стојчевски покажа на белата точка, а сигурен реализатор беше популарниот јанкер Бобан Јанчевски, искусниот фудбалер рутински. Го совлада голманот на Велас Рими за водство од 1-0, на крајот тоа беше и конечен резултат на овој надпревар. 3 бода за екипата на Тетекс, многу значајни во борбата за опстанок во втората лига. Еве
табелата по 12 кола, Академија Пандев е убедливо на првото место со 31 бод, Евромилк има 22, колку што има и Скопје, бод помалку на четвртото место има Новаци, Хоризонт Турново има 17 на петата позиција, следуваат Металург, Велазерими, Тетекс, Вардар, Неготино и Љубанци на последните две места со 9, односно 7 освоени бода.